Македонија и објави војна на Бугарија. Македонската војска веќе се наоѓа пред Софија и до крајот на денот се очекува да падне бугарската престолнина. За среќа, ова не е реалност, туку само дел од најпопуларната онлайн стратегија е-република, на која зад македонското знаме виртуелно се борат безмалку 6000 македонци. Иван е еден од нив. Значи играм од август 2009 година, 2 до 3 сати, па и повеќе денови, бидејќи сме во војна со Бугарија, играм и по 10 сати, што се вика остануваме без пиење. Станува збор за политичка стратегија во која се представени безмалку 70 држави во светот. Секоја држава си има свој претседател и конгрес, кои за разлика од реалноста се бираат секој месец. Иако најголемиот дел од нив не се ниту полнолетни, во виртуелната држава вршат многу значајни функции. Ги регулираат даноците, се грижат за макроекономската стабилност и организираат армијата. Сепак, иако се работи за виртуелен свет, односите меѓу играчите од различните држави, особено балканските, кореспондираат со оние од реалноста. Односите на Балканов, како што знаеме, се тука во триаголник, значи ние и турците против грците и бугарите, исто како во реалниот живот, значи тоа е тоа. Тоа имаше најава дека ќе бидеме додадени само под референцата, но издействувавме мала подршка од сојузниците и со нашата активност издействувавме админите да не додадат како Република Македонија со таа референца во заграда. Македонија е млада држава, постои безмалку 2 месеци, но граѓаните се упорни во своите намери еден ден виртуелно да го освојат егејскиот дел и во Солун да се вее македонското знаме. Затоа потребна е поддршката на што повеќе македонци кои имаат слободно време и сакаат онлайн стратегии. Па ако имате неколку слободни часа во денот, ова е линкот на кој можете да проверите каде повеќе од 200.000 геймери од светот го трошат слободното време.